Благодарам, председателе. Ја очекував дека председателка на комисија ќе се пријави после волков интерес да слушнеме како дојде до овој заклучок, како се седна и се напише тој извештај, затоа што очигледно има забелешки. Добро е председатели на комисии да дадат отчет пред колегите пратеници. Вака вие како што го правите ова, некако работа, ми излегува дека навистина жена на сила сте ја терале да подпишува нешто што е далеку од памет и од ум. Ајде, гледам дека има пријавено одредени пратеници кои што сакаат да дискутираат и дел од тие пратеници продискутираа на комисија. Ама волкав интерес за уставни суди, а Уставниот суд е највисокиот орган и судска инстанца која што треба да ја решаваме тука, за никој да не прозбори по еден збор, навистина не очекува. Така да би сакал да замолам за листинг, да видиме кој се е пријавен од она што можам да го видам. Што не давате прво збор на председателката на комисија, очигледно е дека не сека да ја образложи потребата и зошто го напишала тој извештај. Ама ние сме тука да ја прашуваме. Вас изда навика ви стана вака да тропате јако збор. Озбилно, ако не, дајте од тоа, ја ќе си тропам тука сам се. Така да, ние ќе побараме интерпелација, тоа го спомнав еднош, затоа да ни објасни на таа интерпелација, ако веќе тука не сака председателката на комисијата. Не, друга е таа председателка, за таа чекаме интерпелација, некаде заглавена е по тоа фиоките, не знам каде застана, за друга оваа интерпелација. А вас ви поминаа тие 90 дена, при крај сте со деновите, така да не се секирајте. Брзо имаме можност повторно да ви поднесеме интерпелација, како сте тргнати, нема да чекаме многу. Благодарам.